завршимо с посету на културни и историски споменици во Охрид, полака идемо на куде Свети Наум, ама пред Свети Наум ќе застанемо од Трпејца, ресторан Мрестилиште. Трпејца е едно од поинтересните села во Охридското крајбрежје. А ние продолжуваме понатака. Одиме за Свети Наум. Одиме за Свети Наум. Еве стигнамо у таверну Мрестилиште. Ту е наш домаќин и ќе не причека да видимо само с какъв специалитет. Здраво, здраво. Здраво, пријател. Како си, добар? Добар, како си? Стигнавме конечно кај тебе. Конечно. Добро ве најдовме. Ајде, поведете. Добар ден, другарче Боби. Добре ни дојде. Добро ве најдов. Како сте, како патувавте? Одлично. Преубави места видовме во Охрид и дојдовме во најубавата овдека во Трпејца. Благодарам, благодарам. Се надевам дека може да почнеме со малце вода, тоа свежам затоа што малце е топло, висока температура. Така. И се надевам дека не би требало да разгледаш нешто дел од менива затоа што сакам да ти го направам нешто што ни е најубавото. Вие како добар домаќин ме дочекавте уште од почеток и затоа оставам се во ваши раце. Мислам дека вие најдобро знаете. Ти благодарам. Благодарам. Се враќам за кратко. Хвала. Бреј, Бобче. Мора да ви кажам нешто. Мораш да донесам. Само да кажам како што е редот, мора да го сликнеме ова. Ова ремек дело мора да се сликне. Така. Само камперот требаше да има повеќе сеишта за да може да донесеш цело Куманово тука. Така. Следниот пат со автобус доаѓаме. Мора да го пробаш. Нашето пар екселанс, охридско или трпечко макало. Правено чисто од бели лук, маслиново улје и цеден лимон, за да дојде појако. Вие кумановци не можете никако воопшто да почнете денот без луто, пиперче и лук. Така е. Слушај, го знаеш нашиот менталитет, Полека. За старт мора да почнеме со една убава чорба правена од пастромки. И за камерманот. Не он камерман, ама денеска е и за него. Ке се потрудиме, да, така. Мора снима. Наша убава прекрасна македонска салата правена од свежи домати, благи пиперки и маслинки. Убаво печено фета, сирење. Кога ги видиш дека се македонски специјалитети, се се своди кон домат, пиперка, блага. Така е. Доматин човек што го знае редот. Покрај сето тоа имаме наши прекрасни домашни плашици или по ваше гирици. Гирици по кумановски. На кои што ги правиме на поинтересен начин. Тие ги правиме во вид на сардина, затоа што се готват во маслиново улје повеќе од 4 сати. Браво. Со малце киселина за да омекнат коските. Исто така од истиве плашици или сардини правиме како нама со брускета, со рукола, спанак и зачини. Така. Сето тоа добра комбинација, го служиме на лепче и мора малце му ставиме крупна убава сол. Малце црна бибер. И сакам да се вратам за кратко да ми кажеш како се Благодарам.
А ние сега ќе видиме нашиот домаќин како ни испочитува и со какви добри специјалитети ќе не угости. И како што е ред, како што ни кажа домаќин, да почнеме од почеток. Преубаво. Преубаво. Никола стави камеру и седни. Брај. Убаво ли? Лажица за мене има. Нема валја јајца, нема риба јајца не иде. Кажа га брат, само лежичаме јајца. А ми сека не иде. Никола брат. Десетка чиста брат. Искрено прв пат пробуju риблју чорбу и паќу. Чиста десетка. Чиста десетка. Тие мора да се топли затоа да не ги... Така брат. Чиста десетка брат. Тебе десу? Оу, чиста десетка. Сум јадел. Како за прв пат? Он прв пат еде рибичар. Прв пат еду риблју чорбу. Знаеш што е овој? Ракета. Ова се оди со тоа. Ова се оди со тоа и со чорбата. Аха. Да. Ова Ово што е? Пипарче? Лукче. Ова ти е многу убаво сирење има здоба. Ета. Добро. Да се измеша на чудово и после да се Пробај да се чорбата ќе си праш. Преубаво. Брат, приубаво. Ајде другарче, како оди? Супер. Ама брат, ова е главното јадење? Не, другарче, само уште почнуваме уште ова предјадење. Уште Само значи да- со предјадење. Прекрасно да отвориме апетит, беше со наши локални производи, сега одиме со прекрасни печурки правени во путери бело вино. Исто така имаме тиквички кои што се спремени во темпура брашно, а нароснени со драј барбекю сос паудер. Мора Прекрасни да за пробам. отварање апетит. Фала брату, фала, Уживај ми. фала. Друже, стари Боби, стигнавме и до тој дел. Ова Да е пробаме и главното. нешто од главното јадење. Така, така. Ова е? Значи имаме спремено пастрамка која што доаѓа на жар и исто така имаме спремено пржена белвица, охридска белвица, која е таа автонтона риба која доаѓа само од нашето Охридско езеро. Така. Сега, ќе се зема малце времето и може да уживаш во начинот на кој што го приготвуваме. Јас сакам да пробам максимум што можам да земам дел од коските од рибата, па да можам да ја послужам на маса. Може? Ја ова мора да го осликам. Може? Не е да е проблем? Те молам, со задоволство. Исто така, значи имаме малце запечен лимон, кој што ќе му дава малце чаркал вкус на самата риба. Така. И исто така користиме наш домашен компир кој прво е варен, па после е дип, фрајд, крцкав, прекрасен. Е, ова е прав домаќин, професоре. Ова е прав домаќин. Сервирање на силиски. Преубаво. Лекување на помошна маса, Така? филетиран. Се надевам дека, друже, можам полека да почнам со твоето... Веќе ни се пријадува. Верувам. Колку време се спрема овој специјалитет? Настачи ни е потребно едно, од самата нарачка едно 15 до 20 минути на добро загреана скара да можеме да сработиме на рибата. Како ќе видите многу е дека добро печена, самите коски не излегуваат од незе. Така е. Имаме големи љубемци на коските, исто така да имаме голем број на мачки кои што се драги пријатели. Кои што помагаат, Да. се грижат за околината. Точно така. Ви помагаат во тој процес. Ова е висша уметност, професоре. Ама и потрпечки, ако не ги изгришаш коските, Точно така. си отрпеш. Ко риба да не си јадел. Ни јас остави се на домаќинот, кој до сега не засити, не најаде, ни донесе специјалитети кои ги немаме пробано до сега. Благодариме на довербата, ама не сум завршен. Так, има Да, уште? тоа се отидам. Да. Професорот Само го што донесе почнувам. пред јадењето и ја мислам дека е јадењето. И викам, носи уште, викам, ова е главното. Не, уште сме на предјадење. Изврсно нешто што стварно до сега го немам видено. Значи, еве, ги повикувам сите да дојдат овдека, во Трпејица, да дојдат овдека да видат што е убавено. Значи, Мрестилиште ресторан, таверна Мрестилиште, да дојдат да си видат, да видат што е убавено. Меѓутоа, не е се до тоа и мајсторијата.
колку години е таверната? Веќе ние почнавме од самото лето од 2019 година. Веќе за сега може да се каже дека скоро 7-8 лето. Така. Фала му на Господ прекрасно. Така. Со Господ напред и со вешти раце секогаш се може да се заврши. Ви благодарам на присуството, Благодарам и на вас. но тука не е се, не е ни крајот. Има уште. Ова прекрасна риба треба да се заследи, значи со прекрасно суво бело вино. Благодарам. Сега си чашка за домакинот. Така е. Денес одбравме на селекција на Монастери Wainery, наша позната добровинарија која што е сместена во село Опеница. Така. Прават прекрасно вино, кој што исто така креираат и автохтони интересни, многу добри имиња. Така. Например, сега ќе пиеме еден добар Савиньон Бланк, кој што е добро познат како суво бело вино, кој што има златно жолта светла боја, ади се вика значи под добро македонско име Фросина. Фросина, нели беше легендар? Да, така е. Фросина мод. Така е. Тоа е првиот македонски филм Фросина, така беше, така. Во Охрид. Сезино. Дали ќе има таа чест? Благодарам. Професоре, се извинувам исто така. Баш би сакал еден добар, искрен фидбек за ова прекрасно вино испотено на 30 степени. Преубав шмек. Преубав шмек. Освежително со Така е. високи вински киселини. Така. И преубав како Фросина. Сепак се познава дека од Охридското вино гори. Така. Охридско поднебје исто така. Така. Ајде Можам само да ви се заблагодарам за вашето присуство. Се надевам дека ќе уживате овој прекрасен ручек. Така. Сакам да И наздравам. да наздравиме, да сме живи и здрави. Благодариме за гостопримството. На здраве да ви. И јас би ги повикал сите што имаат можност да дојдат во таверна од Трпејца, Мрестилиште, да видат што е уникатно јадење, уникатно вино. На здравје. Трпејца е едно од поинтересните села во Охридското крајбрежје, кој се наоѓа на 19 километри јужно од Охрид, во правец на манастирот Свети Наум. Се наоѓа на падините на планината Галичица и на самите брегови на Охридското езеро. Многу луѓе љубат да го нарекуваат македонското Сен-Тропе, но далеко од Сен-Тропе и не би требало да го споредуваме со Сен-Тропе. близко до нас. Но сепак е уникатно место на уникатна локација. Во непосредна близина се наоѓа и најдлабокиот дел од Охридското езеро, тие 289 метри. Прегиска што ги зборевме, да. Тука се и најчистите води, тука се и најголемите мрестилишта на Охридска пастрмка и на Белвица. Значи овој потек е навистина погоден за мрест на овие две риби. Особено пастрмката, па и белвицата се мрести на некоја длабочина од околу 4,5 до 5,5 метра. Дури во поплитко и треба да најде некоја инклинација од 7 степени. Треба да биде како надолно како на терен кој што е подагол, за да има природно струење на водата, за да може, значи, да не се залепуваат некои несакани честички на самата икра. И тука имаме перфектен, идеален простор за мрестот на белвицата и летницата. За прв пат ова село во некои списи се спомнува уште во 14-тиот, 15-тиот век како трапезица. Трапезица, тоа значи наместена трпеза за ручек, доле на земјата, како софра. И доколку ја гледате Трпејца од височините на планината Галичица,
ќе забележите дека всушност наликува како една симија, како една софра која што е наместена за ручек или за вечер. Трапезица. Тоа е она стар грчки збор кој што значи трпеза. Има сега и легенди дека тука бил некој трпе, дека се е тоа поврзано со нашиот македонски бит, луѓето да се мачат, да трпат и така натака, но сепак за мене поприфатлива е приказната дека повеќе личи селото на една богата трпеза отколку на место каде што луѓето се мачат. Во неодамна, во последните 30 години, прерасна во еден навистина многу интересно место за туризам. Можам да кажам дека и се измени. Сега тука постојат и апартмани, сместувачки капацитети кои што се со сите удобности. Колку е тоа добро, колку е лошо, тоа самото време ќе каже, но добро е што постојат луѓе како Роберт, кои што се негуватели на македонската традиција, на она што е автентично, локално и кои што со навистина голема љубов и голем труд, со баш макотрпно работат, сето тоа да ни го презентираат и да ни ги наполнат и очите, но исто така и нашите непса да бидат задоволени. Така, јас професоре, благодарам за прекрасните зборови. Вистина кратко али прекрасно опишано. Боби фала ти тебе како гостин тука во Трпејица. Се надам дека нема да е ни прв ни последен пат, дека нареден пат доаѓаме со шорт и да осетиме и како е водата. И ја вети дека нареден пат ќе дојдем со автобус. Сега да сме живи, здрави сите и да живееме долги години и да се почитуваме како браќа. Амин. На здравје. Професоре, преубаво си поминавме, јадењето е преубаво, ама ние нема друго што да кажеме, пошто домаќинот кажа се и направи да се осеќаме и да се чувствуваме наедено и прекрасно. А ние продолжуваме понатака. Одиме за Свети Наум. Одиме за Свети Наум. Ете, Боби, пристигнавме Свети Наум. Свети Наум. Ти ми кажа дека долго време не си бил 25 тука. години цели, од 2001 година. Верувам, многу е изменето, така? Така? Премногу. Не може да го препознам. Голема е разликата од она што некогаш беше. Така? Сега е воспоставен еден навистина добар ред и хортикултурно е уреден Така, целиот простор. Преубаво. И сето тоа го прави архимандритот на манастирот Свети Наум, Така? Нектари, кој што несебично се залага да го одржува место како едно од најчистите и најсредените места во Македонија. Така. Сега ќе се упатиме до манастирот посветен на светите архангели, Архангел Михаел и Архангел Гаврил. Ние сите го знаеме како Свети Наумовиот манастир, но оригиналната посвета е на светите небески воинства, односно архангелите. Така. И Свети Наум доаѓа тука веднаш по доаѓањето на Свети Климент да го замени, откако Свети Климент е ракоположен за добива позиција на архиепископ на Величката епархија. Значи морал некој да го смени и на негово место доаѓа Свети Наум. Околу 895 година го основа манастирот, основа монашко братство, каде што ја препишуваат, односно ги прават првите преводи на Библијата од грчки на старословенски јазик. И благодарение на Свети Наум и Свети Климент, тие дејци денеска го говориме македонскиот јазик, пишуваме на
ја користиме македонската азбука. Инаку би било многу поинаку. Така. Уште Во еден непосредна близина се наоѓа и малото езеро кое што изобилува со, значи она што го гледаме од левата страна е најголемата акумулација на извори кои што го хранат Охридското езеро со чиста бистра вода, а водата доаѓа директно од Преспанското езеро кој што се наоѓа веднаш позади овој масив на планината Галичица, односно Стара Галичица. Така. Фактички Позади тука Галичица се наоѓа од Преспанското овдека езеро. е изворот на Тука се најголемите извори на Охридското езеро. Така. Тоа е едно езеро кое што е со должина од 700 метри, 250 метри широчина, средна длабочина од 1,5 метри и најдлабоката точка е 3,5 метри. Константна температура на водата од 11 степени Целзиусови низ целата година. Без разлика колку е топло, Лето, тука се остана. зима, есен, пролет, 11. степени. Така. Сега ќе се искачиме до манастирот. Ова е едно од најпосетените места во Македонија. Кога човек веќе ќе го посети Охрид, мора да го посети Свети Наум. Секој дневно тука доаѓаат различни посетители без разлика на нивната вероисповед. Значи доаѓаат и христијани, и православни, католици, муслимани, Будисти. секакви, Гледам, да, од секакви доаѓаат. религии доаѓаат. Затоа што И наоѓаат мир. Наоѓаат мир, сум бил сведок и на многу интересни случаи, така. кога луѓе, претежно жени, доживуваат некое откровение и почнуваат да плачат. И не може да се објасна зошто плачат. Така. А кога ќе го посетат манастирот, им станува јасно. Зошто е тоа така? Доживуваат едно прочистување. Така. Премногу сменето откако ја што бев пред 25 години. Ете и имаме- пауните не Не пречека, пречекувам, осеќаат позитивна енергија. а пауните се тука уште од 15-тиот век. Така. Има една приказна за еден османлиски ага кој што дошол во манастирот со цел да го уништи и да го претвори во теќе, но како се приближувал до манастирот, почнал да слуша некој глас во главата. Зошто доаѓаш да уништиш нешто толку убаво? Ти треба да бидеш заштитник на ова место. И само што стапнал на портите на манастирот, се премислил и рекол за вакво рајско место потребни се рајски птици. Аха. И дал како донација подарок 10 пара пауни. Така. И тие и ден денеска постојат Го красат. околу манастирот. За време на Втората светска војна италијанските сили, тие се познати гурмани, сите ги изеле. А некаде на крајот на 80-тите години познатиот Охридски текстилен комбинат Отекс Така. Охрид снима една интересна реклама и донира 5 пара пауни за овој манастир, односно тие како што се снимила рекламата ги оставиле Го тука. ставиле тука. И денеска се размножуваат и го красат овој манастир. Така. Откако Свети Наум го останил неговото монашко братство, тука ја формирал таа монашка обител, тие започнуваат една
макотрпна работа на преведување на светите списи Евангелијата и ги преведуваат од грчки на словенски, старословенски јазик. Неговиот труд и неговото дело е евидентно и ден денеска има многу оставил зад себе многу дела, многу завештанија и се уште неговиот дух е тука. Се упокоил 910 година, 2 дена пред Божик, значи неговото упокојување се обележува на 5 јануари или 23 декември по стар стил. Така. И тука доаѓаат многу луѓе да одадат почит на Свети Наум. Неговиот гроб се наоѓа внатре во црквата, во келијата која што изградена специјално за неговиот гроб на крајот на 18-тиот, почетокот на 19-тиот век. Не само православни, тука доаѓаат и луѓе од различни вери. Едни од најголемите донатори на овој манастир биле роми од Ресенско. Значи, и ден денеска стои во списите кои што се чуваат за донатори што се манастирот, кој донирал, што донирал и така натака. Звоната на камбанаријата на Свети Наум се исто така донирани од роми, муслимани по вероисповед, кои што веруваат во Свети Наум, во неговата чудотворна дејност. Тој бил чудотворец, бил истерувач на демони. Така. Значи, ги исцелува луѓето кои што биле демоно обседнати и многу долго време тука носеле семејства кои што имале такви проблеми во семејството, ги носеле своите членови на фамилиите да бидат исцелени. Има многу чуда кои што се запишани во книгата која што се чува во самиот конак на манастирот. Од крајот на 17-тиот век Охридскиот архиепископ Григори носи еден декрет, носи одлука Свети Наум да се слави и летно време. Уште од 17-тиот век, бидејќи било многу тешко зимно време да стигнете до манастирот. Значи, не постоел патот, се одело по воден пат, со чунови, со веслање. И често пати некој не ни успеал да дојде до манастирот. Така. А честа да се дојде била голема. Така да таа одлука е донесена на крајот на 17-тиот век да се слави празникот на Свети Наум на 3 јули. Така. И 3 јули тука е навистина еден голем празник, доаѓаат луѓе од цела Македонија и ширум Балканот, но исто така и нашите повратници од Америка, од Австралија, од прекоокеанските земји доаѓаат точно на тој ден да одадат почит на Свети Наум. И се верува дека човек кој што е со чисто срце, кој што се покајал за своите прегрешенија, може да го слушне срцето на Свети Наум. Така. Така. Тука влегвите и пастрмката, Аха. претежно клен. Мирни води убави. Па не е многу мирно овдека, ова се веќе гледаш цело време. Така. Ние завршивме со посета на Свети Наум, а се одиме на едно убаво охридско кафе, во Арт кафе, и да ги собереме сите впечатоци од денеска. Со големо задоволство. Така. Разбрав дека таму кафето е најубаво. Не сум бил, ама да го пробаме. Обавезно, одиме. Идемо. Ајде. После цел ден. Реално после напорен и бурен ден, искуството, ајде еве ја позади камера бев, за мене беше неверојатно. Пробавме вкусови кои
ретко каде може да се пробат. Прошетавме на место и слушнавме многу приказни каде што треба да си од тука некој да ти ги каже. Како ти го осети денот со нас? Како си задоволен од гостите? Јас прво не ни увидов дека денот помина. Така. Пролета како во неколку минути. Така. На момент малку и ве напуштив, ама се вратив повторно. Така. Ние не избегавме од часот, Не, бевме не. добри ученици. Се надевам дека не ви беше напорно, иако имавме доста закачување и не се надевам и дека не ви бев досаден. Освен што Со добивме приказните. знаење, добивме убава боја. А посебно Никола. Посебно Никола доби најубава боја. Се поделивме. Јас знаењето бојата. Среќа не се гледа. Замисли од првиот клип до последниот. Before и after. Ако ти треби нека врска за во општа болница, Тука све, да. инфузија те кажеш. Како Боби ти го доживеа денот? Денот беше прекрасен, реално, затоа што имавме добар учител, професор, човек што е богат со знаење, си го знае градот, си ја знае историјата на градот. Ти благодарам што сподели со нас, за да можеме ние и понатака ние да споделуваме и да кажуваме дека нешто сме научиле. Тоа е едно. Второ, дојдовме на арт тераса. Една од најубавите тераси во овој дел од Охрид, значи на почетокот на стариот дел, како се вика поточно? На Јено. На Јано. Ете така. Трета работа, појдовме по кафе, а завршивме со пиво. И ние сме души, заслужуваме. Така. Ајде да сме живи, здрави, нека се множат Пак да пријателствата ми дојдите. и да си ја сакаме Македонија. Да си ја сакаме Македонија. Ставете лайк, напишете еден коментар како ви се свиѓа видеово. Споделете го, ќе ви бидеме вечни должници и напишете кој е следно видео сакате да го посетиме или следен град кој треба да биде на нашата плейлиста. Се гледаме во следното видео. Се гледаме. Поздрав. Чао. Поздрав.